Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денес 14 ноември е светскиот ден за борба против дијабетот. Годинешнава порака на Светската здравствена организација е семејството и дијабетот, подигање на свесноста и препознавање на предупредувачките знаци за дијабет, како и ризикот од дијабет тип 2. 4 од 5 семејства кои што имаат член со дијабет потврдуваат дека не ги препознале или имале проблем да ги препознаат раните знаци на дијабет кај своите блиски во семејството. Затоа, Комисијата за здравство на Општинската организација при село Самобитола одлучија да спроведат едукативна акција во село Кравари и да извршат едукација на населението за рана детекција на знаците за дијабет. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, е одговорна влада и се грижи за здравието на сите граѓани и посебно за квалитетните терапии достапни за пациентите. Лицата со дијабет имаат право на квалитетни услуги, современи инсулински терапии и квалитетен живот. Го укинавме паралелниот увоз на инсулин и терапијата за дијабетес. Паралелниот увоз на инсулин не гарантираше квалитет на инсулинот, ниту пак имавме контрола дали терапијата која им е потребна на пациентите во земјава влегува исправна, дали е запазен неопходниот ладен синџир кога се транспортираат овие лекови. Министерството за здравство воведе 2 нови типови на инсулин, Тресиба, која е наменета исто така и за децата, и инсулинот Фиасп, како и Виктозата, кој е најсовремениот лек за третман на дијабетес тип 2. Со тоа, современата антидијабетична терапија ја овозможуваме за нашите граѓани, достапна за сите пациенти со дијагностициран дијабет. На прав пат сме, здравието пред се. Ви благодарам. Доктор Билјана Гагачовска, председател на Комисијата за здравство на СДСМ Битола.